зборуваме за јапонско јаболко, така ќе го започнеме утрото и кус оброк на денот со тоа што ние ќе направиме пудинг. Има мал милион различни варијации кои што може да ги искористите, имате многу рецепти. И ова се сеќавам дека првпат го пробав. Ние препорачуваме и вака да ја јадете, да ја конзумирате. Сега нели Блазреана, прекрасна е. Да, малце е специфичен и интензивен вкусот на јапонското јаболко, па би рекли ретко кој може само така нели да се ја конзумира, меѓутоа треба да биде буквално вака мекичка, не знам дали може да се забележи на екран, ама доста е мека. Марко вели ова е како природен джем веќе, нашава може и е презреана. Имаме во канцеларија повеќе, така што чекаме нели да созреат и да ги користиме. Муабетот ни е дека набавете си ги, навистина се многу здрави, нутритивно многу богати и треба да се користат за општото здравје или благосостојба на телото, а ги можете да ги користите во најразлични варијанти. Да, имено. Ние денеска пудинг ќе си правиме. Да, Стеце вели не ви треба млеко, иако нели во овој рецепти млеко се додава. Па кој како уме и сака. Сака, да. Значи пудингот може да го правите и со млеко, меѓутоа можете и без млеко. Ние денеска одлучивме да направиме многу едноставна варијанта, значи без млеко. Ставаме само јапонско јаболко, малку какао, малку мед и тоа е комбинацијата, сето тоа оди во блендер. Потоа смесата која што ќе добиеме, малку може и во замрзнивач да оди за колку да се стегне, да се добие баш на вистински пудинг. Иако мислам дека и вака ќе си биде супер. Вкусна. Да. Сигурно наша Мики, Милица веќе не слуша на нејтре. Па така има интересна Мици. Ова е стварно природен джем ти милам? Да. Сега ќе изчистиме. Знаеш дека Милица ми вети во една прилика дека ќе правиме рецепт, дека Марче со две леви раце сум за кујна, ама за вакви брзи рецепти мислам дека ќе биде подготвена. Значи, утрово треба да ја имаме Милица Џаровска. И веќе ја имаме, леле, знаев дека ќе биде во ваков некој фазон, бидејќи е утрински човек. Така, вообичаено, да, оние кои што те пратат по социјални мрежи знаат дека сакаш да си го пиеш утринското кафе некаде на отворено, макар да е тоа и во твојот двор. И мислам дека таму те лоцираме, така? Иди, со пријател не пречекува. Секогаш. Извинете, вам би ми скокна во скут. Добро утро, Милица. Добро утро, Марчице, како сте? Добро утро, ние сме супер. Ние сме, да ти кажам, веќе подготвени за 3 часа пред нас телевизиска забава. Еве, во мојот правиме рецепт на денот, ама најбрзиот. Дали практикуваш да конзумираш јапонски јаболка? Сакам, да, еве ми ги во едно супче го викаме ова, како шпајс, кој што не се грее, ама чекаме да созреат. Ете, тоа имаме доста веќе. Така, чекам што да оставам гибрето. Децата се нестрпливи, многу ги сакаат. Да. Инаку Милица. Ги сакаат твоите деца? Да, сакаат многу. Браво, ова е ретко да слушнам така некој дете да ги сака јапонските јаболка. Вака крупни, ама сакаат овоше и зеленчук многу. Да, важна е комбинацијата на состојките кои што ќе се искористат секој пат. Значи, тука тоа исто како брокулата со децата. Комбинација некако да се направи. Има една мантра, нејзино гесло. На кого? На Милица. И тоа вели вака, хаштаг, затоа што тоа јас го заслужувам. И тоа е тоа. Ете така, утрово заслужуваме да бидеме со тебе во друштво, ама утрово што заслужува Милица? Заслужувам да се напијам после 2 недели утринско кафе во двор, затоа што има вирус, сега се чувствувам подобро. Заслужувам да се охрабрам да се качам на точак, да одам на работа со точак. И ние те охрабруваме бидејќи јас и Марко утрово сме со велосипед. Независно од... Не сум го удала Марко долго, затоа што знаеме да се судриме на партизанска. На партизански одри секој пат, да. Особено во оние, да ја кажам, посончеви периоди, секој пат се среќаваме. Меѓутоа, како вели еден мој пријател, и само го наследив, не постои лошо време, постои несоодветна облека. Тоа го научив и во Стокхолм. Опрема, точно. Така е. Имено. Јас останав дома цела недела и многу ми е мило што искочив од изолација. Има толку, вчера бев на еден убав настан и оваа недела има исто убави настани. Бев на изложба на Манифико 65 години ансамблот. Ке го коментиравме баш утрово. Да, беше многу убаво. Да, како поминавте, чинам дека била посетена со оглед на тоа дека имало баш онака карамбол од луѓе, убав метеж од луѓе. Трча малку. Многу беше убаво, ја испеа мама Хуанита во чест на... Ова е моја слика, во чест на Невена Кочевска. Сте ме чепкале по профилите. Влеговме по профилите и забележуваме дека... Игор Костовски.
Да, ќе го поздравиме и сопругот Игор. Знаеш често пат да каже дека знае да не пушти некој пат на Телма. А ова е патувањето во Турција на кое што бев со Марта. Да, ова беше едно пријатно искуство. Иако сега те гледаме со капа, кебенце и така натака, за тебе нешто што е вообичаено е нели да си во вода или покрај вода. Меѓутоа ти си човек кој што и во зимски услови знае да се пробања некаде. Најчесто во Охридското езеро. Така ли е? Да, точно. Ритуал ми е на 1 јануари, сега го научив и сопругот, ево го Цуцко. Да влегуваме во вода, тоа не е некое долго пливање, тоа е вчера на промоцијата ме прашуваа. Тоа е прво трае неколку секунди, па пола минута, па минута, дока е минута и пол, две, на 1 јануари можам да издржам во вода. Ако се напијам нешто кратко. Ќе ти го згрее телото. Па така, како русите што прават, нели? Не прават тие погрешно. Така е, да. А инаку во Охрид се бањала од крај на септември, го пропуштив цел октомври и цел ноември. Но мислам дека ќе надокнадам зимава. Така е, не се сомневам во тоа. Инаку, да споменеме, ние често си велиме тука во Утринска, се делиме на тим кој што пие кафе и тим кој што не пие кафе кај Марко, ама знам дека си во мојот тим и дека не започнува денот без кафе. Може ли да ни откриеш какви ти се утринските ритуали, во смисла на тоа кога стартува денот за тебе, сакаш да си сидиш вака сама во двор со миленичето, да си го конзумираш кафето или сакаш да е тоа, не знам, испиено на работа со колегите? Ајде малку околу тие утрински ритуали. Да, станувам најчесто околу 7. Првото утринско кафе сакам да го бијам сама во двор, додека не буде никој од семејството. Уствари, син ми е рано стана, тој е музичар, тој е веќе заминат. Сега спие. Веројатно е од подоцна има часови. Малку подоцна е денес. Да, па да, инаку станува во 5. И оди многу рано на училище. Добро. Потоа ја будам, пијам кафе сама, не сакам никој да ми досега, обавезно турско кафе со млеко, иако знам дека тоа не е здраво. Имам некоја навика од бременоста да ставам млеко во турското кафе. Потоа ја будам ќерка ми, Лара, таа е од 8 часот на училиште. Потоа ќе седна малку на компјутер да напишам од вчерашниот настан, па обавезно ги штитам милениците, двајцата, затоа што децата се мислат во школа, тоа е моја обврска. Потоа се спремам за да работа и додека стасам на работа, ќе дојде негде после 10:30, друго завршам се тоа. Ама утрото ми е најомилен дел од денот од секогаш, од мала. Да, меѓутоа ќе се сложиме дека некој пат за луѓето кои што работат во медиумските куки, поточно за новинарите, практично и да нема работни часови, често знаеме да кажеме дека работата ни 24/7. Да, не знам дали не слушаш ти? Не знам дали се слушаме? Ајде ќе искористам приликава. Цеце и Марко, јас не ве слушам. Дали сега не слушаш? Дали може вака... Не ве слушам. Не слушаш или не? Не, веројатно. Добро, ајде вака, ако може со вака една координација, повторно да ја побараат, а ние за тоа време да го изблендираме. Мала доза. Мала доза, затоа што едно јаболко има. Да. Вообичаено се прави со малку повеќе. Така што може во помало... Сачен. Танирче. Меѓутоа, се што ви е потребно... Ова утрово ќе биде колку да пробаме. Да го понудиме рецептот. Значи, да мед, јапонско јаболко, рецептот. какао и доколку сакате, фантастично се да. Сакаш што овие лажички што ги користевме за медот. Може. Да, ако ја имаме повторно Мици, нашата Мици, бидејќи така многу ја викаат, меѓу кои јас и Марко. Да. Тама ние искористевме паузата да си го изблендираме нашиот пудинг од јапонско јаболко. До кај ни беше муабетот? Што те очекува во текот на денот или можеби до крајот на годината, бидејќи ни откри дека го сакаш утрото, ни ги откри твоите утрински ритуали, да ни откриеш и вака што е следно можеби на работен план? Денеска ќе одам на работа и потоа кога ќе се вратам ќе гледам малку да уловам сонце, да ги прошетам кучијата уште еднаш. Вчера сакав да одам да ви кажам на воду под да качам на крстот. Само да се напиеме грејано вино, но не направив тоа, бев во градски парк. Денес ќе следи една прошетка после работа, а потоа ќе одам на убав настан, пак има во операта Жените на Пучини неколку така, да. По повод 100 години од Джакомо Пучини, така е. Да. Остануваш да ги следиш постојано сите настани кои што се случуваат во нашиот град. Дали си тука? Нешто имаме проблем со интернетот, најверојатно.
Но, како и да е, нема повеќе да те задржуваме. Ако си ни тука, да те прашам уште едно прашање, ако не ќе се одјавиме. Тука не си? Тука си? Добро е. Тука сум. Да. Брате на линија. Вообичаено гледаме слики и тука барем ние сега со гледачите споделивме, но и по твоите социјални медиуми може најчесто да се видат дека сакаш дел од денот да го поминуваш некаде во природа со твојот супруг и со семејството. Да упатиме еден апел до граѓаните зошто е потребно во било кој период од годината, па дури и кога е зима и кога е најстудено, некако прибежиштето да ни биде планината и природата и сето она што дава добра енергија. Ведно. Затоа што луѓето што се во природа се пострекни, тоа е научно докажано, зашто да филозофирам јас. Не сакам да седам дома, макар и да степени малку сонце и да гледам во телевизор, тоа ми е, мислам, се извинувам, во екран. Тоа ми е некако бескорисно кога е сонце надвор. Така е, неспоредливо е да се И кога направи... нема сонце. Јасно, најважен е реципроцитетот, да се споделат искуствата понекогаш и во домот со семејството, најважно и природа и како што спомена ти, затоа што ти тоа го заслужуваш, уживај во природата и се надевам дека може во некоја прилика ќе те убедиме ти и синот да дојдете. Како беше рецептот? Shepherd's pie. Како? Овчарска пита. Овчарска пита. Овчарска пита, меѓутоа вистинскиот наслов како беше? Pie на англиски. А пај? Shepherd's pie. Pie, да. Shepherd's pie. Добро. Това беше. И знаеш од кога го говориме овој рецепт? Така што може некој ќе се убедиме да Може би ќе обетне. во новата година. Модерна мусака, тама со пире компир. Да. Супер. Одлично. Милица, ти Уживај во благодариме денот. многу. Уживај во денот. Фала ти многу што утрово ги сподели твоите утрински ритуали и на здравие кафето. Уживај уште малку во мирот и тишината кои што ти преостануваат. Кај да ќе станат сега сите. Да, Кај да да. ќе Затоа станат. поуживај уште малку. Герка ми за школа. Чао, 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 поздрав. чао, Чао. бакни ги сите. Поздрав до семејството на Милица Џаровска. Едно скромно пудинче имаме. Скромно, меѓутоа важна е Може понудата. да, еве го, да. А Цец извади 3 Што? Јаболка? не, 3 чашчи извади. И тоа од најголемите. Меѓутоа, го покажавме По една процесот. лажица ќе имаше. Добро, значи вообичаено се прави со 2 до 3 јаболски јаболка. Ние имавме едно како што споделивме заради тоа што Беше малце. туку ни беше едно ни беше созряно, но секогаш велиме најважно е да го дадеме на рецептот, а е многу едноставно ова кога ќе оди малку во фрижидер некои 10 на минути, да ќе ја добие баш Одлично. структурата како пудинг и ќе можете да си го јадете или конзумирате, а доста идеално и за мали дечиња затоа што ете пак ќе споменеме ретко која конзумира јапонската јаболка онака како што во сирова форма. Ова е супер начин некако прикриено Да се ја најде во дадете. менито. Да, инаку полна е со витамин С, што исто така изобилство за време на престојната зима. Како и да е, овде ќе направиме кратка пауза и веднаш да почнеме со сервисните информации. Бидете на телма.